Во едно мало село скриено меѓу планини, започнува едно поинакво патување. Патување низ времето. Колку е убаво овде, Ица. Секогаш кога ќе дојдам овде чувствувам дека природата раскажува приказни од минатото. Да, гледај го селото. Како на дланка. Е тука човек душа си полни. Има нешто во ова место. Мир, историја. Но гледам дека не сме сами. Што е ова на масата? Вистина и доверба. Звучи мистериозно. Добар ден, патници низ времето. Јас сум книга на вистината и довербата. Подготвена сум да ве поведам на патување низ времето. Леле, Аце, оваа книга зборува. Фантастично. Ајде да видиме што може да не научи. Што мислиш кое прашање да го поставиме поврзано со вистина и доверба? Јас имам идеја. Аце, знам дека парите се систем на доверба, па да прашаме нешто во тој контекст. Знаеш дека нашите дедо и баба во нивно време како пари го користеле златото. Од секогаш сум се прашувала зошто златото е пари? Ица, добра идеја, јас сум се прашувал. Ајде да видиме што ќе ни каже книгата. Интересно прашање. За да ви одговорам на прашањето, прво ќе ве одведам на едно патување низ времето. Прво ќе патуваме во минатото пред многу години. Ицо, ќе ти кажам една работа. Баба ми уште одамна ми рече: сине, злато и во оган не гори. Ама стварно бе, Аце, кај златото нешто ми е чудно. Сите го сакаат. Ама малку знаат зошто. Ајде да објасниме едноставно. Златото не е само убав накид, тоа е алатка за пренос и зачувување на вредност, односно пари што луѓето ја користеле со илјадници години. За размена, за чување на богатство, дури и за спомени. И најважно. Не рдосува, не се распаѓа, не се троши. Може да стои закопано 100 години и пак да свети како ново. Да, ама откај доаѓа златото? Се копа од земјата, често длабоко под површината. Потоа се топи и прочистува. Тоа е скап и тежок процес. И баш затоа не можеш да го направиш од ништо. Токму така. И тука е клучот, златото не зависи од други луѓе и не ја губи својата вредност. Многу е едноставно, додека хартијата старее, златото ја чува својата сила. Па затоа и кралеви, држави и народ, сите му верувале. Да некои луѓе кои сакаат да ја зачуваат својата вредност, ја чуваат во злато. Не за да станат богати, туку да не го изгубат тоа што го имаат. Аце, дали може да ми објасниш со бројки што значи дека златото е ретко? Да. Секако, но за тоа ќе мора да патуваме во иднината каде имаме податоци за тоа колку количина на злато е изрударено годишно. Дали си спремна? Да, секако. Ајде да патуваме низ времето. Ица, ова место е секогаш прекрасно независно во која година си. Да, навистина е убаво. Има прекрасен поглед на црквата Свети Ѓорѓија Победоносец. Прекрасна е црквата. Сега да провериме за тоа што дојдовме во 1900 година. Во светот во оваа година имало вкупно само околу 35.000 тони злато. Аце, па тоа е навистина е многу малку. Но сигурно знаеме дека и за тоа злато. За секој грам некој некогаш се помачил и вложил труд и капитал за да го ископа. Да, така е, Ица. И затоа е вредно и ја зачувува својата вредност со текот на времето.
Сите рудари на планетата не можат да ископаат повеќе од 2% годишно од вкупната количина на злато. Затоа нашите предци му верувале и за нив златните пари биле пари бидејќи човечки фактор не може да ја намали нивната вредност. Ако со еден златник денес можеш да купиш едно јагне, ќе можеш приближно и после 10 години да купиш исто така едно јагне. Значи тие имале доверба во златните пари и не знаеле што е зборот инфлација. Да. Точно не знаеле што е зборот инфлација, бидејќи никој не можел да ја зголеми количината на злато и да ја намали неговата вредност. Дали сакаш да патуваме понатаму за да се увериш колку годишно може да се произведе злато? Да. Ајде да патуваме низ времето. Ица, како што ти кажав во 1900 година, ова место е секогаш прекрасно независно во која година си. Еве и во 1950 година е убаво. Во право си, Аце, така е. Погледни го само погледот кон селото. Прекрасен видиковец. Ајде сега да провериме за тоа што дојдовме во 1950 година. Во светот во оваа година имало вкупно само околу 70.000 тони злато. Значи за количината на злато во светот за овие 50 години само се дуплирала. Аце, па тоа е навистина е многу малку. Значи тоа е клучот зошто и денес можеме да купиме исто со златните пари како и во 1900 година. Да, така е, Ица. И затоа е вредно и ја зачувува својата вредност со текот на времето. Но исто така клучна е и довербата на луѓето што ја имаат во него, бидејќи тие и веруваат на природата дека не може да се ископа многу злато во една година. Значи доколку се најде некаде случајно многу злато, тоа може да влијае на неговата вредност? Да. Точно до сега тоа не се случило, но нормално дека постои мала веројатност. Што викаш да продолжиме со патувањето да видиме каква е состојбата после 50 години? Да. Ајде да патуваме низ времето. Ица, пристигнавме во 2000 година. Повторно мир и спокојство на овој видиковец. Да, Аце. Времето минува, а тука е секогаш спокојно и мирно, независно во која година си. Ова е свето место. Да. Ица, и јас го мислам истото. Сега да продолжиме со нашето истражување. Што мислиш за колку се зголеми златото за последниве 50 години? Па мислам дека се дуплирало како претходните 50 години. Во право сум? Да. Во право си. Во последниве 50 години количината на злато се дуплирала. Па тоа е како часовник. Природата е чудо. Да. Ова е многу интересно, Ица. Дали сакаш да го продолжиме нашето патување понатаму? Да. Ајде да патуваме низ времето. Се надевам дека ви се допадна патувањето низ времето. Да. Волшебно патување низ времето. Што мислиш ти, Ица? Да, прекрасно беше. Како на сон. Забавно и едукативно патување. Мило ми е што ви се допадна патувањето. Дали сега ви е јасно зошто златото е пари? Мене сега ми е јасно. Златото е пари бидејќи е ретко и луѓето имаат доверба во него. Годишно може да се изрударат максимум околу 2% ново злато. И мене ми е јасно.
И јас би додала дека златото ја кажува вистината. Ако си продал едно јагне пред 10 години, денес можеш да купиш јагне со истите пари. Да, така е, Ица. Но дали тоа правило важи и денес за златните пари? Дали сакаш да го провериме тоа со потрошувачката кошница? Добра идеја, Аце. Ајде да патуваме низ времето и да го провериме тоа. За жал, јас имам моќ да ве одведам само на едно патување низ времето на ден. Доколку сакате денес да го дознаете тоа, може да ја отворите интернет страница еднапара.org. Добра идеја. Но имам мал проблем. Немам интернет. Тоа не е проблем. Во ова село има бесплатен интернет за секого. Отвори ја опцијата за пребарување на интернет мрежи на твојот мобилен и ќе ја видиш мрежата белица 5.0. Лозинка за мрежата е белица 5.0 со голема буква. Погледни, вистина. Има интернет мрежа белица 5.0. Се поврзав. Аце, ова село не само што е волшебно, туку е и технолошки напредно, село на иднината. Да. Ица, во право си, село на иднината, добра комбинација на традиција и технолошки напредок. Да ја погледнеме сега интернет страницата. Каде да ја најдам информацијата за потрошувачката кошница? Погледни во менито едукација. Таму ќе најдеш подмени потрошувачка кошница и кликни на тоа. Ја пронајдов. Погледни, Ица. Според старата методологија за потрошувачка кошница во октомври 2004 година ти биле потребни 14.67 грама злато или 9739 денари. Во декември 2010 година ти биле потребни 5.84 грама злато или 12.342 денари. Овде нешто не е во ред, Ица. Да, Аце. Како е можно со едни пари да можеш да купиш помалку, а со други повеќе? Ајде да ја прашаме книгата на вистината и довербата зошто ако со злато можеш да купиш повеќе потрошувачки кошници, зошто тогаш не користиме злато како пари и денес? Добро прашање, Аце. Одговорот води до една многу важна година, 1913 година. Што се случило во 1913 година? Во таа година се случија две тивки, но судбински промени. Прво, во Америка беше основана Федералната резервна банка, централна банка со моќ да создава пари од ништо. Тоа беше почетокот на крајот за златните пари. Златото беше симнато од тронот, а на негово место беа поставени приватизирани фиат пари, хартија без сопствена вредност или хартија со вредност само затоа што државата вели дека има вредност. И златото од пари, во што се претвори? Стана инвестиција. Нешто што го чуваш, но не го користиш за размена. Истата таа година, 1913 година, македонскиот народ претрпе длабока поделба, Македонија беше поделена. Со Букурешкиот договор, македонскиот народ беше присилно поделен помеѓу Србија, Бугарија и Грција. Значи и златото. И народот беа симнати, поделени и заменети? Да. Вистинската вредност беше отстранета. Луѓето добија илузија и за парите, и за својот идентитет. Како што златото беше заменето со хартија, така и македонецот беше преименуван, прикриен, заборавен. Но сепак златото е злато. Не може да се претвори во хартија. Точно. И токму затоа велам, македонскиот народ е златен народ. Богат со душа, историја и вистина. Како што сите пари сакаат да бидат злато, така и многумина сакале да бидат македонци, или барем да го присвојат тоа богатство. Како златото што сите сакаат да го имаат, ама никој не сака да му ја даде вистинската вредност. Да. Но вистинската вредност секогаш си го наоѓа патот. Златото не се создава, туку се открива. А македонецот не се создава, туку се раѓа. Тоа што е автентично, секогаш ќе блесне, дури и ако е закопано длабоко. Во право си, книго, така е. А зошто со златни пари можеш да купиш во декември 2010 година околу 3 кошници, а со денарите не можеш ни една цела кошница? Интересно прашање, Ица. Тоа е така бидејќи количината на фиат пари, денари е премногу зголемена во економијата во споредба со количината на златни пари, злато.
Од патувањето научивме дека златото се создава со рударење, а како се создаваат фиат парите, денари? Убаво прашање, Аце. Но за тоа најдобро ќе ви објасни мојата колешка со меки корици, која ќе биде утре на смена. Во ред? Ица, што викаш да одиме сега, па утре повторно да дојдеме? Да, Аце, добра идеја. Утре ќе дознаеме како се создава денарот. Ти благодариме, книго, за се. Се гледаме некој нареден пат. Пријатно. Пријатно. Пријатно патници низ времето. До наредниот пат.